За да добиете лек за вас или за друго лице, во аптеките ќе мора да приложите лична карта или пасош. Но дали податоците на граѓаните се безбедни, откако почнаа да важат новите правила? Алфа побера одговор од Дирекцијата за заштита на личните податоци. Дали здравствените власти се консултирале со оваа институција пред да биде воведена мерката, како и за тоа кои податоци ќе им бидат потребни на аптекарите и зошто? Одговор се уште не добивме. Од фондот пак на брифинг со новинарите посочија и ним од агенцијата им дале зелено светло. Дел од граѓаните стравуваат дека постои можност за злоупотреба на личните податоци. Иште ми се допаѓа. Зошто, господине? Зашто се ова е паперологија што ја треба цела, еве ги овде можете да снимате. Наносав тичка, лична карта, како да идам пасош да вадам. Што е ова сега? Кој го измислува? Филипче ли? Тој Заев ли? Не знам кој. Ова е страмата, малтретирање за луѓето е ова. Нема зашто лична карта кога си има матичен број, све си има кај матичниот доктор. Сега веројатно се работи за некои повисоки цели. Надлежните уверуваат дека со укинувањето на квотите се решава деценискиот проблем со недостиг на лекови во аптеките. Следната фаза од проектот за укинување на квотите е набавка на скенери на лични карти на граѓаните. Директорот на Фондот за здравство Ден Дончев уверува отиваквите читачи кои ќе ги плати државата, ќе ги има во сите аптеки. За сега не е целосно јасно како ќе функционираат овие така наречени скенери. Дали ќе ги собираат податоците од граѓаните во системот на Фондот за здравство или пак од некаква база на податоци само ќе се врши проверка. Од фармацевската комора за сега вела дека не се запознаени со ваквите новини, што според најавите на здравствените власти треба да се спроведат за неколку месеци.